Почитувани гледачи, го следите најновото издание на регионалните вести. Веќе е доцна Шарпланина да се прогласи за национален парк. Реагираат планинарските друштва по изјавата на вице-премиерот Бујар Османи дека наскоро овој планински предел ќе биде заштитено подрачје. Ова беше преубавата шара кон врвот Бориславец, но сега овој предел изгледа вака. Исечени дрва, отворени пристапни патишта, направен пустош за изведба на мала хидроцентрала. Се што требаше да се заштити веќе е уништено, реагираа планинарските друштва по изјавата на вице-премиерот Бујар Османи изминатиот викенд, дека наскоро Шар планина ќе биде прогласена за национален парк. Шара требаше да се заштити таква каква што беше, велат планинарите. Сега таа е опустошена, од врвот Љуботе на северната па се до јужната страна, со изградени викенд населби, опустошена шума, асфалтирани патишта. За да се зачува тоа малку што остана, треба уште денеска да се прогласи овој планински предел за заштитена зона, велат од планинарскиот клуб Јела Котетово. Дивите животни и флората наоѓале прибежиште во Шарпланина во тие услови. Со градењето на нови населби, на нови пристапни патишта, ние само го реметиме нивниот циклус и не можеме да очекуваме дека балканскиот турист ќе се врати на Шарпланина ако на неа има населени места каде што ќе има голем број на население кое целовремено ќе флуктуира там. Особеностите на Шарпланина се такви и целта на зачувување на прогласување на Шарпланина за национален парк е за да се заштити таква каква што е. Сите овие дејанија во изминативе година или 2-3 наназад се контра на овие поставки. Властите веќе 2 децени ветуваат дека Шара ќе биде прогласена за заштитено подрачје. Последното беше на вице-премиерот Бујар Османи. Тој рече дека е во завршна фаза изработката на студијата за валоризација на Шара, па потоа постапката за прогласување за неколку месеци треба да влезе во владина и собранинска процедура. Тетовци повторно се соочуваат со проблемот на зголемен број кучиња скитници, кои доста често се движат низ градот во Глутници. Во Центарот за јавно здравје Тетово од почетокот на годинава досега 18 лица пријавиле повреди од бездомни животни. Најновиот случај на каснување од куче бездомник во полиција го пријавила вчера 53 годишна тетовка, движејќи се по улица Браќа Миладинови, околу 19 часот. Била нападната од куче, кое ја каснало за нога. Вкупно оваа година во Центарот за јавно здравје Тетово се пријавени 18 лица со повреди од животни, кои се на антирабична заштита. Од нив 13 се каснати од куче, а 5 се здобиле со повреди од мачки. Тетовци повторно се соочуваат со проблемот на зголемен број кучиња скитници, кои доста често се движат низ градот во Глутници. Граѓаните се загрижени за нивната безбедност. Више скопи ги носат одека, со комби ги фрля. Во турско време немало ова. Сега пошто ми видам у Европа, ма ништо. Многу кучиња се, многу деца ми иде од школа, мамо се враќа. Напаѓа болница вонутре полно е. Ни пречат, да. Ја пешачим до Бањиче, али од страф од кучињата и прекинав. Се плашиме, да. Нека се земат, ги има кај паркот тука, кај џамијата и горе на кај Бањичето таму. Напаѓа? Не ме напаѓале, не, ама треба да се зема мерка вака, не да ги убијат, туку да има некоја штала, например, за специјално да ги храна, да ги чуваат, да не ги оштетат и нив, ама и тие нас да не оштетат. Абе има опасност, ама тоа е тоа. Треба нешто да се преземе, дали да се ништат, така. Па нормално дека пречат, да. Сметате дека представуваат опасност за граѓаните? Секако, да. Овој проблем се актуализира повторно откако пред 5 месеци заврши тендерот на ветеринарната амбуланта задолжена за згрижување на бездомните кучиња. Јас апелирам секој ден што ќе почнат, кој да биде,
кој амбуланта или кој ветеринарна амбуланта да го земе тендерот, само да се продолжува, да се работи тоа, зашто ова работа треба најмалку 4 години. Секој година треба да има буџет за ова работа и да биде како што треба. Вториот тендер за згрижување на кучињата скитници се очекува да биде објавен за 1 месец. Прв пат после 2 години од како се смени локалната власт во Гостивар, општината ќе отвара конкурси за нови вработувања. Планот за вработување беше донесен на последната седница на Советот, а предвидува 45 работни места. На последната седница на Гостиварскиот совет беше усвоен планот за вработување на општина Гостивар за 2020 година. Според наведеното, планирани се 45 вработувања, од кои едното е пополнување на работно место поради пензионирање. Нови позиции ќе се отворат во секторите за поддршка на градоначалникот, за правни и организациони работи, за финансиски прашања, за инспекциски надзор, за урбанизам и за јавни дејности. Во противпожарната единица предвидени се 9 вработувања. Ова е прв план за вработување кој е изгласан од Советот откако Арбен Таравари стапи на функцијата градоначалник на Гостивар. 2 години Гостивар од мнозинството, претходното мнозинство не се гласа програма за вработување, како и буџетот, знаете. Зошто? Само мнозинството знаат зошто, треба да ги прашате нив. И после 2 години, ја како градоначалник се уште немам потпишано едно решение за вработување во општината, што е парадоксално, нели? А отидени се од општината сигурно 10 луѓе кои ја напуштиле работата. Сега се предвидени 44 вработувања. Е предвидено колку да биде од сите етнички заедници. Ние ќе се придржиме на тоа и сите вработувања ќе бидат со конкурс и ќе се вработат луѓе кои што заслужуваат. Од она што може да се види во планот за новите вработувања, највисока плата е предвидена за позицијата раководител на секторот за правни, општи и организациони работи. Бруто износот за период од 9 месеци е 508.000 денари. Најниската пак е за местата хигиеничар и портир со сума од 167.000 денари за 9 месеци. Актуелно во општината се вработени 137 лица, од кои 104 се албанци, 23 македонци, 7 турци и 3 роми. Општинската организација на СДСМ Тетово на пресконференција истакна дека владата на Зоран Заев спроведува сериозни мерки против аерозагадувањето. Отаму истакна дека државата покажала општествена одговорност и владата на Зоран Заев директно помогнала за намалување на аерозагадувањето во Тетово, со финансиска помош за расчистување на дивата депонија на влезот од градот. Затоа, посочи од партијата, опозиционата ВМРО ДПМН немаат право да говорат за аерозагадувањето. Само да подсетиме, во Тетово во 2015 година беа измерени рекордно високите 553 микрограми PM10 честички. После 10 годишното палење на отпадот од дивата депонија во Тетово, чии штотовни гасови ги дишеа, молчија и високите функционери на ВМРО ДПМН, почнувајќи од Ружа Ѓорѓевска, па се до Гора Манеловски, кој за да иронијата биде поголема е и лекар. Со кое право ВМРО ДПМН говори за загадувањето? Рече Слободан Зафировски од општинската организација на СДСМ Тетово. Отаму истакна дека владата и понатаму продолжува со низа мерки против аерозагадувањето. Согласно планот за чист воздух на владата се спроведува мерка за намалување на аерозагадувањето преку набавка, поставување и инсталирање на филтри во малите и средни предпријатија од Полошкиот регион. Уште една мерка која се презема во борбата со аерозагадувањето е и доделување на средства за целосна замена на печките на дрва со високо ефективни инвертер клими за граѓаните на општина Тетово. Рече Зафировски. Моментално општинските власти пак немаат најавено никакви мерки во пресред на аерозагадувањето, вообичаено во зимскиот период од годината. Под закана со оружје киднапиран жител на Џепчиште, а потоа пуштен. Татко и син нападнале шумочувар откако било откриено нивното возило натоварено со огревно дрво. Во друг случај непознати сторители украле џип со огревни дрва од склад на шумско предпријатие.
28 од тетовското село Джепчиште вчера вечер пријавил дека околу 19 часот и 45 минути на излегување од угостителски објект во селото, под закана со оружје насилно бил внесен во патничко возило Голф 7 со скопски регистерски ознаки, во кое се наоѓал 42 годишникот Тетовска Мала Речица и уште неколку други лица. Возилото се упатило кон населбата Дреновец, а набрзо потоа тој бил симнат од возилото. Нешто подоцна 42 годишникот самиот се пријавил во полициската станица Тетово, каде е задржан за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Ватарот на село Лакавица, вработени во јавното предпријатие Национални шуми Гостивар, забележале патничко возило натоварено со огревни дрва, што го управувал 21 годишникот селото. На местото веднаш пристигнал неговиот татко, кој покуса вербална расправија, физички го нападнал едниот вработен. Двете лица од Лакавица се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, додека дрвата за кои не поседувале никакви документи, одземени им се и предадени на шумска полиција. Засега непознати сторители пак, вчера од складот на Национални шуми Тетово во местноста Клуково, одзеле джип натоварен со огревни дрва, кој бил оставен незаклучен со клучево брава. Во полицискиот билтен и информација за сообраќајна незгода. Вчера околу 10 часот на крстосницата на улиците Тоде Богдановски и Иво Лоларибар во Гостивар се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Опел со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 52 годишен гостиварец, и велосипед што го управувал 79 годишник исто така од Гостивар. Повредениот велосипедист пренесен е во Гостиварската општа болница за укажување лекарска помош, информираат од СВР Тетово. Летачката театарска трупа по втор пат заминува на турнеја во Канада и САД. Таму ќе настапат со две нивни представи кои низ земјава беа изведувани неколку пати. Минатата година добија овации за Дом за старци и од Трње до звезди. Годинава, летечката театарска трупа од Тетово повторно заминува во Канада и САД, каде што ќе настапи со представите Живкова слава и Дом за старци. Велат дека напорно се подготвуваат, но турнеите им представуваат огромно задоволство. Ќе се представиме ние, летечката театарска трупа во Канада, Торонто. Ова е втор пат. Меѓу другото ќе учествуваме и во САД, во Детройт, во црквата Пресвета Богородица, како нивна покана. Со ова сакаме да шириме културата на еден начин. Веќе наредна година се спремаме, сакаме, да се представиме и во Австралија. Освен македонците кои живеат во Канада и САД, актерите велат дека има многу заинтересирани од тамошната локална публика. Секогаш се наградени со силни аплаузи. Истакнуваат и дека не застануваат тука. За наредниот период најавуваат уште интересни представи и за големите и за малите деца. Се спрема ново, новата година ќе биде уште поатрактивна, со повеќе представи. Се надевам дека се ќе биде супер. Vjetë kam qenë nën kampioni Evropës ku u majt në Shkup, dhe si vjetë u shpalla kampioni Evropës kur e mujta mundësin nga Armenia. Ja sam Besira Lili, treniram 10 godini, borenje vo Boreçki klub Lili. Në kampionatin evropian jam taku me 4 mundësa. Mundësin e parë ka qenë nga Polonia, i dyti ka qenë nga Moldavia dhe gjysmë finale ka qenë me Gjorgjin. Dhe në finale ka qenë me Armenin, kur e mboshta kundërshtarën e fitova.
dëshira që të merrem me mundje lindi prej babait tim se gjithë familja merremi me sporte të ndryshme, po unë zgjedha sportin e mundjes. Por ta kisha unë atë mundësi, do bëja shumë salla dhe ta fus në program shkolla, në mund. Rinjës i kisha thënë të mirën sa më shumë me sporte të ndryshme dhe të fokusohen në sporte, çfarë do lloj sporte të mirën veç me sport. Për institucione i kisha thënë të investojnë sa më shumë në sport. Им ветувале дека ќе добијат по 60 евра дневно за берба на грозје и уште многу други приказни, а кога дошле во Франција сватиле дека се робови. Повеќе од 165 можни жртви на современото робство од Бугарија, кои работеле за француски винари, се идентификувани во спречување на организираниот криминал, објави денеска Европол. Француските власти уапсија 4 осомничени минатата недела, 3 бугари и 1 лице од Франција, по идентификувањето на 167 можни жртви на модерното робство, вработени во 4 вински компании во близина на Лион, соопшти полициската агенција на Европската унија. Работниците биле регрутирани преку правна агенција за вработување во Бугарија и им било кажано дека ќе заработуваат 60 евра на ден и дека ќе им бидат покриени сите трошоци за превоз и сместување, соопшти Европол. Сепак тие биле сместени во кампови, не им давале пари за храна и кога истекувале нивните договори, не можеле да ја добијат сумата што им била ветена, поради што многумина не биле во можност да се вратат во Бугарија. Врховниот суд на Велика Британија донесе одлука дека суспензијата на парламентот до 14 октомври, што ја прогласи премиерот Борис Џонсон, е спротивна на законот, пренесува Спутник. Председателката на Врховниот суд Бренда Хейл оцени дека препораката на Џонсон до кралицата да го распушти парламентот била незаконска, ништовна и без последици. Одлуката е донесена едногласно со гласовите на 11 судии. Судот во одлуката вели дека владата не успеала да ја оправда одлуката за распуштање на парламентот. Хейл за одлуката на Џонсон рече дека влијаела врз темелите на демократијата. Парламентот со избрани представници на народот има право на глас. Ефектот врз нашата избрана демократија е екстремен, рече таа. Врховниот суд во Шпанија пресуди дека остатоците од фашистичкиот диктатор Франциско Франко треба да бидат ексхумирани. Судот го потврди планот на социјалистичката влада да ги пренесе остатоците од државниот мавзолеј на помалку контроверзно место, гробиштата, каде што беше погребана неговата сопруга. Жалбата на семејството на Френко против ексхумација беше одбиена. Монументалниот мавзолеј на Франциско Френко, чиј огромен кровен крст е видлив и од голема оддалеченост, длабоко ја подели Шпанија и по повеќе од 40 години по неговата смрт. Мавзолејот долина на паднатите, кој е завршен во 1959 година, се наоѓа на околу 50 километри од Мадрид. Грета се појави на самитот на Обединетите нации, каде што речиси низ солзи им одржа лекција на светските лидери. Не треба да бидам овде, треба да бидам на училиште на другата страна на океанот. Сепак сите доаѓате кај нас за надеж. Како се осмелувате? Ми ги украдовте соништата и детството со вашите празни зборови. Но сепак, јас сум една од среќните. Луѓето страдаат, луѓето умираат, цели екосистеми се уништуваат. Ние сме на почетокот на масовно истребување. А се за што вие можете да зборувате се пари и бајки за вечен економски раст. Како се осмелувате? Изјави Грета. Младите луѓе почнуваат да го разбираат вашето предавство. Очите на помладите генерации се свртени кон вас, а ако одберете да не предадете, нема да ви простиме. Нема да ви дозволиме да се извлечете со тоа. Токму овде, токму сега ја повлекуваме линијата. Светот се буди и промената доаѓа, без разлика дали ви се допаѓа или не. Го заврши таа својот говор. That you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.
Времето денес беше претежно облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд. Наместа врнежите беа пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер со изолирана појава на град. Температурите се движеа од 11 до 19 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд. Температурите ќе се движат од 9 до 22 степени. Тоа беше последната информација во вестите. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!